И така доаѓа време за оброк на денот, а ако не следите од самиот почеток, веќе знаете кој ни е на гости. Одамна сме го немале, ми се чини еден месец помина од како Тино Николич ни бил во студиото. Минатиот пат зборувавме за друга тема, овој пат ќе зборуваме за исто така една интересна тема, вели врската помеѓу телото и умот. Дино секогаш е тука, здраво живо, добро ни дојде. Добро секогаш е тука со инспирација за сето она што како нели како истражувања, како свој некакви одлуки или моменти кои што си ги видел и низ да речеме тренинзите и низ патот свој собствен, низ патот со луѓе кои што си работел нели во однос на оваа кето исхрана, мускултура.мк, се е тоа таму некаде споделено за да можеме сите ние да си помогнеме. Така е, да. Точно. Сето тоа продуцира резултати, кои што потоа ги применуваме и ни даваат уште повеќе резултати. Да. И каква е оваа врска меѓу телото и умот? Многу интересно нешто. Тоа е двонасочна врска која што постои цело време. И фактички како кога возите автомобил, значи се што умот кажува, викате се ќе одам лево, ќе одам право. Вие тоа го спроведувате и преку машинеријата на автомобилот, тоа се спроведува на, да речеме до ниво на тркало и го одиме патот на тој начин. Во телото постојат исти такви машинерии кои што на физичко ниво го осликуваат сето она што ние го мислиме и го правиме. Значи нашите навики се осликуваат, буквално физички отпечаток се случува во организмот, во мозокот има свои одредени структури и патишта кои што се создаваат и се менуваат цело време, како што ние ги правиме нашите навики. И ако на пример сте навикнати по цел ден да пиете, да речеме, чај, па кафе, па вода, па сок, па пак сок, значи цел ден ако се навикнете, во вашиот организам ќе се створи физиолошка навика, затоа што и мозокот се реструктурира внатрешно за да функционира на тој начин. Потоа, нас организмот ни го бара истото. И мораме постојано нешто да внесуваме. Да, ни се пие малце благо и така. Потоа, ако човек се навикне, значи мора да има малце дисциплина и да речеме, ако ги намали овие моменти, ова е нешто, ја го кажувам од лично искуство. Добро. Значи, ако ги намали овие моменти, ќе издржи малку, например, нема да пие чај, нема да пие кафе, нема да пие сок, после некој време нема порив, организмот не бара, затоа што се случува реструктурирање. Гледате како со нашите одлуки, како функционираме, телото тоа го фактички го имитира, односно го проследува, се прави отпечаток на физичко ниво, но и обратно е. Затоа што ако нашето тело е навикнато веќе на одреден начин, тоа ќе влијае и на умот. И нас ќе ни доаѓаат мислите сами за некои работи. Ми се пие чај, ми се пие вода, ми се пие кафе. Точно. И многу пати луѓето мислат дека таа мисла доаѓа од него. Некогаш доаѓа, да, меѓутоа не секогаш. Многу пати мислите доаѓаат од организмот. Знаете како кога ви се кива, ве тера тоа да киднете и мислите ви одат натаму природно. Тоа е физиолошкото. Значи од физиолошки аспект го влече умот, а исто така и умот го влече физиолошки. Сега дали во процесот на одвикнувањето од навиките, нели, кога мозокот треба да го испраксираме дека имаме ние нови навики и дека со нив треба да се, нели, да го продолжиме животот, имаме некои стресови во однос на умот и телото заедно кои што треба да ги поминеме заедно. Зборувам, нели, одвиката е исто така стрес кој што треба да му го принесеме, да кажам, на телото. Со таа разлика што тој стрес е терапевски стрес. Заради тоа што кога ќе го искусиме, со него добиваме намалување. Знаете, и фактички можеме да кажеме стрес, меѓутоа технички не можеме да речеме дека тој е вистински стрес бидејќи не оштетува на некој начин. Не е штетен стрес. Да, како вежбање на пример. Ако сте кревале 30 кила и сега одите да кревате малце повеќе од тоа, пак ќе биде тоа дополнителен стрес, меѓутоа телото ќе се појача за да може во иднина тоа да го издржува. И сега тука работата е што некогаш кога луѓето немаат начин како да ја прекинат, да речеме, одредена штетна навика, многу често мислат дека тоа треба со мислите. Сега ја морам да се натерам, морам да мислам за да ова го прекинам. И тоа не е нефункционално, може, меѓутоа е многу тешко и тоа носи стрес, особено ако не успееме, тогаш се продолжува стресот. Пример, како примеров со физиолошкиот момент, со навиката со пиење цело време, да. Тоа може да биде со јадење благо, може да биде со разни работи. Доколку човек ја промени исхраната, например, и не специализира во толку јадење на јагле, хидрати, лебови, ориз, компири, така сокови и така натаму, премногу овошје, неговиот организам ќе почне да се менува внатрешно, физиолошки промени ќе почне да искусува. Хормоните ќе се подесат согласно на тоа што го прави
и потоа телото нема да ги бара тие работи. И тоа се случува кај нас на нашите програми секогаш, значи со луѓе кои што имале навики, например, да јадат благо, дури истото важи и за алкохол, важи и за кафе. Се менува физиологијата во организмот и мислите што не тераат да го правиме тоа престануваат, затоа што телото не ги бара. Да. Но што додека мислите ги имаме? Тоа е процес кој што треба само да го надминеме. Да, така е, треба. Кога имаме правилни чекори, кога знаеме што да правиме, тогаш е многу лесно. Заради тоа што да, ако го правам ова и ова, знам што ќе биде резултатот за недела, 2, 3, 5, колку и да е, знам дека ќе биде. И тогаш е многу полесно да се издржи. А кога немаме пат, кога немаме правец, со тие мисли да седиш сам, си преоптоварен и викаш, па не можам јас ова да се справам, не совладувам. Така е, да. Врската меѓу телото и умот најмногу ја има, да речеме, најмногу. Не дека нема во сите нас се има, но да речеме спортистите со таа своја дисциплина веројатно се оние кои што ги имаат тие така усталени навики кои што нема веќе ме тера нешто, туку е тоа, така е. Така има процес и тоа е за да станам професионалец, тоа е станување во 6, вежбање, и тера денот, така изгледа еден ден. Да, тоа е многу голема дисциплина, плюс и таа врска кај нив мора да биде многу јака, значи кај секој спортист, еве и за атлетичари, каде што тој мора да биде во координација со своите мисли и со своето тело во значи делови од секунда, тоа се во делови од стотинки. Така и тоа е многу добра координација. Меѓутоа секој човек, без разлика дали е спортист или не, е подложен на оваа врска. И ако тој има погрешни навики, ако еден спортист кој што живеел супер, да речеме, почне да јаде благо, да не спие доволно и така натаму, со тек на време, кај кого како, тоа е различно. За месец дена, за 3 години, значи со тек на време погрешните навики ќе се отсликаат, ќе направат отпечаток на организмот и организмот физиолошки ќе ги преведе во смисла на одредени хормони, во смисла на одредени чувства, енергијата ќе се смени и така натаму и секој може да стане фактички, да не речам, жртва на своите навики од аспект на физиологијата која ги следи, ефектот што се јавува физиолошки. Фактички јас ги менувам навиките, физиологијата тоа го следи и после јас сум ефект на она што физиологијата ми го дава и викаме не можам сега да се сопрам. Например, не можам да се наспиам, не можам да се фокусирам. Да. Таа е таа врска. Што велат луѓето кои што ви се јавуваат и на сајтот, да речеме, во оние можности да се допишувате, нели, оние кои што вежбаат на тој начин ги менуваат навиките, менуваат физиологијата во навиките во однос на врската помеѓу телото и умот, какви се сега од она што била претходно, да речеме, какви се искуствата нивни? Искуствата се секогаш, луѓето се секогаш фасцинирани, затоа што не очекувале дека толку е лесно да се направи и дека може да се направи тоа, заради тоа што јас не сакам да кажам дека се потекнува од физиологијата. Напротив, и дека се потекнува од умот. Се потекнува од врската помеѓу тие две. Не е секогаш едното. И многу луѓе мислат, сега мислите ако ги направам јас, ако мислам позитивно ќе бидам позитивно. Не, ако правиш позитивно, ќе се јават позитивни мисли. Малце обратно се некои работи. Да, значи акцијата е таа, после тоа и умот се прилагодува. И после ако имаме прави мисли, ќе не биде лесно да имаме права акција. Што се случува со луѓето? Значи секогаш се фасцинирани заради тоа што кога ќе ја подобриш физиологијата, исхраната, сонот, вежбањето, се многу лесни начини како да се промени физиологијата. Кога ја променуваме физиологијата, ја менуваме нашата внатрешна машинерија, фактички, ги менуваме сите тие патеки како функционираат работите и се ослободуваат многу импулси кои што ни доаѓале до тогаш, веќе ги нема. И автоматски умот е многу послободен и човек има повеќе фокус и може да носи многу полесно одлуки. И фактички во една смисла, преку физиолошки средства добиваме енормно подобрување на психичката состојба. А исто така може да се работи и од психичката состојба да се подобрува физиолошката. Меѓутоа, тоа е двострана врска, како да земете едно јаже околу дрво, двата краја ги држите со рацете и ако движите вака, тие двете заедно се движат во исто време. Така, значи тоа е таа врска. Врската со едното и другото. Да, помеѓу телото и умот. Да. Постојана е таа врска. Цело време гледам колку уште време имаме уште еден гостен, чека со своите приказни, ќе те прашам врската помеѓу сето она што го, ама тоа е за крај на муабетот. Само кажи ни што е сготвено веќе и да кажеме рецепт, заради тоа што знам дека онаа кето пица ја зборуваат сите. Значи мора во некое следно гостување повторно да донесете. Заедно, да. Можеби на поинаков начин. Да, што имаме овде? Ова се кето поховани стекови. Стекови. Да.
Добро. Значи поховано, меѓутоа не со леп, не со стандардни Со нешто што лебни има, трошки, така, да, добро. туку е со кето брашното. Значи А, ова кето нема брашно. јагнехидрати, нема да го крене шекерот во крвта, нема да ја менува физиологијата на лош начин. Значи ќе влијае многу подобро него со стандардниот начин на поховање. Како се прави динова? Исто како што се похова Пилешкото стандардно, да, само се добро. менува со кето брашно. Значи се зема кето брашно, ова се стекови се исеткани на делчиња, може да се направат филети кој како сака, нели да се направат прсти и се ваѓа тоа во јајце, потоа во брашното Добро. и се пржи. Може и да се пече. Така е. Овие се испечени или испржани? Испржани се. Испржани се. Да. Добро. Пржано можеби не е најдобар избор, како значи не го препорачувам во смисла секој пат Подобро е само печено. пржано да јадеме, Да. Меѓутоа и тоа не е толку опасно доколку другите работи се средени и организмот е во добра состојба, тој може да се справува многу повеќе. Така да прженото станува тогаш не толку многу штетно и човек може да го поднесе. Во споредба со кога организмот не би бил во толку добра состојба, едно пржено може да му направи инфламација, например, да се појават мозолчиња и слично. Значи веднаш може да се рефлектира. Така е, да. И со што ги Ова е сосче кое што го направивме, добро. Со мајонез и палнака, кари сос и зачини. Добро. Да. Тоа е стандардно или има нешто што значи во однос на кето работата и што заедно, значи може скроз со ова може да се направи комплетно да биде оброкот и сега може исто така и салата. Добро. Што е пожелно, нели? Овдека имаме многу протеини, во кето брашното исто така имаме протеини и масти и овдека имаме масти. И на крај можеме да составиме многу добро балансиран оброк. Да, и тоа е фактички со кето брашното. Кето брашното. Да, и сега имаме една нова работа. Да, извадивме наша стевија, која што е многу добра, заради тоа што е сосема природна и се става многу малце, а засладува многу. И не предизвикува никогаш за стевија и каква стевија треба да одбираме, како и за други зачини кои што можеби треба да внимаваме што е она што го пишува на задната страна или од белишката пред да ги купиме. И ова така произлезе затоа што на пазарот многу тешко се наоѓа. Тешко ви беше да најдете засладувач кој што е вистински, да речам како органски, како да кажам, нели, кој што ќе биде најблиску до она што е природно, така е, да. Приказната со сите ова што го правите како брашно, како нели кето работи така натаму, од каде произлезе? Од вие заедно со партнери, како сте? Да, меѓутоа така е, тоа произлезе од самите програми. Да, од самите програми. Но е македонски производ, да се договориме, така? Да, македонски наш производ. Тоа произлезе од самите програми и од самата потреба. Исто така ги извадивме протеините на истиот начин, затоа што јас и многу пишувам против вештачки засладувачи, вештачки додатоци, многу статии пишував против протеините кои што се полнети со вакви додатоци. Луѓето што ми се на програма кои ќе купат протеин ми праќаат слика, тоа повеќе хемија него што е природно. Значи засладувачи, вештачки, емулгатори и така натаму. И моравме да преземеме чекор во таа насока и да извадиме протеин. Добар. И сега веќе гледам се повеќе и повеќе се појавуваат протеини без додатоци, без адитиви, се повеќе такви производи се прават. Треба да внимаваме кога купуваме, така е. Многу мора да се внимава заради тоа што многу пати адитивите се поштетни од она што се обидуваме да го избегнеме со производот. Например, имате на пазарот стевија, сум го кажал баш ова во вашата емисија со малтодекстрин што е мешано. Малтодекстринот има скоро двојно повеќе повисок гликемиски индекс од белиот шекер. Тоа значи дупло го покажува белиот шекер. Наместо да си направиме услуга, си правиме контрауслуга. Да. И ние сега ставаме стевија мислејќи дека избегнуваме шекер, а уствари внесуваме шекер. Ова, например, оваа стевија не е таква, не го крива шекерот во крвта воопшто, се става многу малце од неа и може да се користи во секаде што сакате да заблажите. Значи одлична и не предизвикува подуеност. Значи ние ја формулиравме на тој начин да не предизвикува подуеност, бидејќи има на пазарот многу брендови кои што нудат стевија, помешана да речеме со еритритол, кој што е добар засладувач, меѓутоа многу дуе. Многу предизвикува подуеност на стомакот, особено ако земете поголема количина, например 2-3-4 лажички, зависи во што нели ќе го конзумирате тоа, да. Од оваа стевија се става многу малце и се постигнува многу јак ефект. Да, и ова е десертот што го направивме. Ова е десерт? Ја мислам па и тоа е никаков, добро. Што е десертот? Ова е фактички кето пудинг. Кето пудинг, добро. Кој што значи не содржи шеќер и такви додатоци, има стевија. Се прави на многу едноставен начин, земате безкофеинско инстант кафе. Добро. Пола доза, пола филџан кафе. Се меша со една кесичка желатин. Треба да е ладно, убаво да се измеша, потоа се става малце во микро да се позгрее.
и потоа се меша со 200 грама грчки јогурт. И тоа се засладува со стевија по желба, по вкус. Так. И го ставате во фрижидер и станува ваков пудинг. Преубаво е. Да, вистина. Да. Ја мислам дека е нешто што може дека не е блачко. Да, блачко е и исто така може да се додаде протеин во тоа и плюс фактички на овој начин со нашите оброци и десертот е хранлив и ве храни. И десертот може да биде фактички дел од оброкот. Може да изедете помалку од оброкот, со десертот да добиете пак целокупен оброк. Така е. Добро, заокружуваме. Ве прашувам само дали сте чуле за чајка, тоа е оној кој што прави рекорди веќе 40 години, оној со мотори, што со врзани очи, никогаш го поминуваше патот Тетово Гостивар. Да, сте слушнале? да, добро, супер. И кога некој има толку многу адреналин во себе и го сака тој адреналин, тоа е тоа, оставате така. Таму е приказната. Да. Затоа што без тој адреналин, така, ништо не може да се случи. Ако тоа го сакам, така, едноставно тоа сум решил дека во животот го сакам тој адреналин кој што можеби за некого од нутриционистите не е добар, така како адреналин кој што зависи нели како се предизвикува, бидејќи тој се лачи во моменти на стрес, нели така натаму. Меѓутоа секогаш успехот, секогаш добрите работи што ги правиме ќе бидат проследени и со адреналин, физиолошки, телото ќе одговори, ќе даде допамин, ќе даде адреналин. Стресот, негативните работи исто така ќе дадат адреналин. И имате луѓе кои што прават криминални дела, добиваат адреналин, имате луѓе што прават здрави дела. Значи прашањето е од каде го добиваш адреналин и што ти дава допамин. Дали правиш добри дела или правиш лоши дела. Така е, добро. Но секако научивме многу нешта во односот или врската помеѓу телото и умот. Драго ми е. Дино, ви благодарам многу. Се надевам дека се гледаме во новата сезона. Уште една недела само имаме од оваа трета сезона, но во новата сезона со Кето Пица. Со задоволство. Нема проблем. Да.